Филипче да зборува за онкологија исто како Хитлер да зборува за евреите. Да не би се веро, овој човек вели дека ова што се случувало на онкологија сега било скандал од невидени размери и таму луѓето умирале како мачиња. Вели, состојбата во здравството е алармантна. Невиден безобразлук. Ова го зборува човекот кој додека беше министер за здравство му се случи пожарот во модуларната болница каде живи и му изгореа 14 луѓе, а виновник беше еден кабел. Човекот кој ја направи Македонија рекордер по бројот на смртност за време на короната. И тоа го кажува одговорница на партија која додека беше на власт се откри еден од најморбидните случаи во Македонија во изминативе 30 на години. Тоа е случајот во кој доктори, сестри, болничари со знаење на раководството краделе од болните за рак за да стават пари во джеп. Крадеа од луѓе чија единствена надеж дека ќе преживеат уште некој ден ја гледаа во тие пусти цитостатици, хемотерапии и други слични лекарства. А овие наместо лек им ставале физиолошки раствој, што е само водичка. Значи, таква монструозност никој немаше видено. Аферата онкологија е најгрозоморната и најтраорна афера во историјата на македонското здравство. Аферата му нанесе смртоносен удар на здравството од кој ден денес, значи после скоро година и пол, се уште ги чувствуваме последиците. И да беше само онкологија, памтите дека за нивно време на СДСМ и на Филипче, едно момче болно од цистична фиброза ни почина затоа што државата не му обезбеди лек. Со години не обезбедуваа лек за болните од цистична фиброза. А и за тоа, тие обични ленти за мерење на шекер во крвта не можеа да обезбедат со години, а да не правиме муабет за тие сензори за деца со дијабет. И на крај ги памтите ли оние сцени од болниците, каде фекалии од ВЦ капеа по ординации и болнички соби. И сега човекот и партијата кои се главни виновници и кои го доведоа македонското здравство да наликува како некој хорор филм, ни држат лекции и велат дека луѓето умирале како мачиња. Ја знам дека СДСМ одамна го допре дното. Впрочем, затоа и ги загубија изборите. Но ова сега што го прави Филипче е под тоа дно. Срамота.